Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на Телевизија 24. Собранието останува блокирано, илјадници амандмани се поднесени од опозицијата, но опозицијските претеници го користат и тој така наречен филибастеринг, при што не доаѓаат на седниците на собранието, го блокираат кворумот со што собранието е фактички закочено. Дали е ова добра стратегија на опозицијата, дали е легитимна, бидејќи има многу закони кои се од значење за граѓаните, особено сега законите од економскиот пакет за борба против ковидот. Ќе разговараме со нашите гости, а со нив ќе разговараме и за други теми, меѓу кои и онаа вечната кај нас, дали во земјава има владење на право и правда. Нашите вечерашни гости се двајца политички аналитичари, добри познавачи на политичката сцена, господа Сотир Костов и Ненад Јовановиќ. Добра вечер. Благодарам на добра вечер. Ненад, да почнеме со вас. Собранието е блокирано де факто, тоа можеме да го видиме. Еве, ние имаме тука некои податоци, кои ги користам податоците на колешката Ружица Фотиновска, кој го правеше истражувањето. 21 закон и една одлука во моментов се блокирани со околу 40.000 амандмани. Опозицијата не кажува можеби директно, некој дел од претениците кажуваат, но велат се е тоа легитимно, тие ги користат можностите кои им ги овозможува деловникот, се со цел да ги добијат оние работи кои они ги бараат нормално. Дали за вас ова е легитимна стратегија? Па сега од опозициона гледна точка, тие можат и да го бойкотираат во цело собранието, можат да се качат на кровот на собранието, можат да повикуваат на бойкот на се што е важно за земјава и за држава, но треба да знаеме дека во денешниот политички контекст важен е моментот на криза. Значи, ако следите добро и ако видите дека владата во овој момент е блокирана, односно законодавниот дом е блокиран, бидејќи на сцена треба да стапат четвртиот и петиот пакет економски мерки кои што се ужасно важни за граѓаните на оваа земја. И сега ако ги блокираш тие пакети, четвртиот и петиот, кои изнесуваат, колку што јас имам информација, петиот пакет изнесува околу 150 милиони евра. И ако на таков начин ти се обидуваш да не пушташ пари меѓу граѓаните, значи да го откочиш, да кажеме стопанството кај што кризираат, малите средни предпријатија кризираат, обичните граѓани кризираат, ти во таков контекст само правиш нервоза и се обидуваш преку таа негативна селекција граѓаните да ги усмеруваш према власта за кои де факто ти ги блокираш сите важни законски регулативи и одредби што треба да се дојдат до собранието. Значи вашата теза е дека они сакаат да предизвикаат незадоволство. Само сакаат да предизвикаат незадоволство, а главните проблеми кои треба да се испорачаат, значи да се пушти пари во стопанството, тие го блокираат. Значи поентата ми е главна дека се што нив им користи за политички поени, а тоа што нема да им користи за граѓаните, за нив е джекпоинт. Значи само граѓаните да немаат адекватни услови во ваква пандемична криза, бидејќи знаеме, пазари се затворени, немаш извоз, немаш увоз и некако можеш да ги сервисираш тие граѓани. Од не само граѓаните, туку и важни капитални инвестиции како клинички центари и така натаму, но ќе дојдеме и до тоа. Ќе навлеземе, Господине Костов, за вас истото прашање. За вас дали е легитимна оваа стратегија на опозицијата? Сега, јас пред да зборувам за стратегијата на опозицијата, со која да бидам искрен во најголема мера не согласувам, ја би зборил за стратегијата на власта, ја би зборил за власта, и ја би зборил да видиме кој менаџира со државата, кој менаџира со институциите. Дали ние знаеме дека сме во кризна состојба, претходно бевме во ванредна состојба, имаме ковид пандемија која без нее, кој управува со државата? Ни 1% опозицијата не управа. Значи, немој да ги первертираме тезите за закоченоста на собранието. Да, собранието е во една лимбо состојба, не оди ни напред, дури мислам оди назад, нагоре воопшто, многу високо, надолу многу длабоко. И да ми простете, нема да се налютите, ова е метафора, ова е една здравствена, политичка, законодавна калакурница. Во неа учествува власта,
опозицијата или да кажам сите парламентарни партии нека се срамат. Но ајде да видиме сега за одговорноста. Во ова општество не сакаме да зборуваме за одговорноста. Не може во кризна состојба, кога имаш сијасет закони, постапувања, постапки по кратка постапка, за некој повисоко добро, за некој државен интерес, ти да окривуваш опозицијата. А од морална гледна точка, не можеш да окривуваш ти опозицијата ако не си ја консултирал за воведување на кризна состојба, ако не си седнал на маса за претходно за vanredната состојба, за сетовите мерки, прв, втор, трет, четврт, еве сега и пети, дали си окей, дали не си окей, и за многу, еве и за пописот ако сакате, и сега отеднаш опозицијата е црниот ѓавол. Не, опозицијата не ќе да е црниот ѓавол, но нема вечерва да ја намера да ја бранам, бидејќи вака. Се работи за здравје на луѓето. Се работи за животи. Во споредба со прошлата и сегашната недела имаме меѓу 30 и 50% зголемување на смртни случаеви и на пандемијата. Некој треба прстот да го стави на глава. Некој треба да седни што поскоро во собранието, а тоа се сите парламентарни партии, тоа е координацијата кај Талат Џафери и да кажат дајте конечно да работиме во интерес на здравјето и животите на граѓаните, а нашите филибастерензи, нашите закочувања и така натаму ќе ги оставиме за подоцна. Да ве подсетам, оваа власт година и половина во предпредходниот состав не доаѓаше во собранието и тогаш имавме многу битни работи, животни брања, преживеавме некако, ама немавме ковид пандемија. Затоа ја молам и опозицијата нека се замисли малку, овие политички препукувања нека ги тргне на страна, бидејќи ќе ви кажам, можеби ќе се изненадите. Имам чувство дека во една многу тешка ситуација, кризна ситуација, пандемија која без неја, СДСМ се претвори во партија Соопштение, ВМРО-ДПМН се претвори во партија пресконференција, ДУИ се претвори, нека ми простат, ама Сдружение на частни сестри, другите се помали, поминули, да не ги спомнувам, и си терат како ништо да не се случува. Бројките се поразителни. Да. Значи, срамота за сите учесници, ова не е морално, ова не е етички, ама одговорноста ќе да е 99% на владата и на власта, а 1% на опозицијата. Нема оружје опозицијата како да ја изменаџира. Ја би рекол вака, ајде нека и дадат нека менаџира опозицијата, ако тогаш прави вакви работи или да учествува во релевантно во кризната состојба, тогаш Бога ми да се запраша. Мисле чини дека добија таков предлог од премиерот. Да влезе сите во влада. Ако може да се наврзам ново што го кажа широка влада на национален спас. Добро. Што го кажува господинот Костов за дај да и дозволат на опозицијата дали може нешто да менаџира или да, како рековте, да се обиде да помогне во оваа кризна ситуација, значи понудено е, што се однесуваше до клиничкиот центар. Ако се сеќавате добро. Немој на Сици, Јовановиќ. Не дозволи се. Зборам за големата слика зборам. Ќе дојдеме и до големата слика. Мислам, тешка работа е таа околу големата слика, но ајде ќе се обидеме. Значи, на првата негова теза понудено е на опозицијата да. Не, таа беше последна моја теза. Таа е последната теза на Сотир Костов за клиничкиот центар, понудено им е да го менаџираат тој проект само за да ги одблокираат тие амандмани 2000 кои што ги доставија во собранието. Тоа е последната негова теза и предпоследната теза е кога и самиот Сотир Костов добро знае дека рече опозицијата става пресконференции, СДСМ не стана. Метафора е тоа. Добро да е метафора, значи стана партија пресконференција. Така да, а СДСМ партија Соопштение. Така, значи во некоја смисла, ако добро те исчитувам, ти бараш некоја смисла. Така? Не, ја кажувам тоа што мислам. Не, бараш ти некоја смисла, значи бараш некоја вредност, единствена вредност во оваа држава последниве 4 години, не цели 4 години, која се обидела да го реализира јавниот интерес низ политичка смисла е СДСМ и владата. Да се вратиме назад, колку имаше важни договори, важни работи за граѓаните кои што ги завршија и кои што се обидуваат во ваква кризна состојба, значи контекстот е криза, да ги решаваат работите.
Единствено нешто што опозицијата се обидува да блокира и да кочи и корона кризата да ја предизвикува како нивни сојузник за да можат да собираат ефтини политички поени, а ни едно прашање немаат став. Значи, ако сакате да ми кажете дека втората најмоćна политичка партија во Македонија има некаква смисла, јас категорично тврдам дека таа политичка партија не само што нема политичка смисла, туку длабоко мислам дека е и компрометирана, и не само што е компрометирана, него и главните нивни играчи на ВМРО-ДПМН се осудени, кои се судат, не се осудени, не се. Значи, чекај се, дозволи да кажам. Да значи, некои се осудени, некои се теретат за сериозни правни и дела. Значи, сакам да кажам, вие, како политичка партија, ќе мора во најскоро можен период да се реформирате, ако сакате. Па, позицијата во која вие ја браните, значи вие ќе мора... Ти знаеш дека со мене не можеш така да манипулираш. Значи не манипулирам, само разговарам. Значи ќе мора да се реформирате, не е важно, али ги застапуваш нивните вредности, идејни критериуми. Значи, ти си апологетот на СДС. Јас сум ти имаш Стендалов синдром, јас сум апологетот на СДСМ додека работат на ваков начин како што работат. Знаеш ли што е Стендалов синдром? Не, ама сега ми импутираш некои работи. А зошто ги бранам ја тие политики? Затоа што се важни за сите граѓани. Вредности на СДСМ. Добро, апсолутно. Тие се многу важни. Само немој да ми импутираш дека си ти апологет. А до вчера и ти беше апологет на ВМРО-ДПМН. Добро еве, ајде господинот Костов. Вчера да го оставиме, немавме ни криза ни ништо. Како немавме криза? Ностов сме имале криза. Значи, сега, апсолутно ништо не ме сватил мојот соговорник и пријател. Значи, во државава има една банка, Хал банка, чие мото е важни се луѓето. Банкарството. Има една компанија која е сериозна реклама, добро, вредно. Не. Ова е компарацијата, молам. Има една компанија Алкалоид која вели здравјето на преден план. Што велат политичарите? Албер Ками, ќе ти се спротистави на твоето за СДСМ, вели владите и властите по дефиниција се без совест. Што сакам да ти нацртам дури? Не водат грижа за луѓето. 2 дена, ова не го измислувам, не се канам како заев во деца, во родители, во внуци, во било шо, ама жими интегритетот што го имам, ако го имам, жими честа. 2 дена и 1 ноќ поминав се што е здравствена установа во Скопје, во Велес, Куманово, ближните градови, на мои блиски пријатели да сместам тежок случај ковид, не може. Видов една слика, државното здравство е уништено. Не се распаѓа, распаднато, а приватните установи работат добро. Знаете ли што се случува тие вредности што вашата партија СД што ја браните ги испорачувала? Луѓето зимаат брзи кредити од 5.000 до 12.000 на оние easy money или брзи пари, чекаат во кола пред двете приватни најголеми здравствени институции, штом се ослободи место од државните институции, ги вадат своите блиски, ги стават ваму. Каде ви е здравството на Филипче? Каде е Филипче? Зошто манипулира со јавноста? Познат си жонглер на малку манипулативно, малку демагошки и така. Јас само се извинувам, мораме како медиум морам да ве прашам сепак што се случило со човекот, што сакавте да го сместите? Сместен е во провинцијата, во институцијата, но ни кажуваат докторите толку можеме, ние немаме апарати. И многу јасно ќе одам по институциите да барам. Не успеав да добијам. Не успеав. Еве, во камера гледам, ако лажам, да не мрднам од овде. Ама сакам пример да дадам што се случува. Значи, некој не менаџира доволно добро. Чак што више, многу слабо менаџира криза. Ама апсолутно тоа не смее да е опозицијата. Она нема никакви ингеренции. Ако на ваков начин сега зборуваме, само да завршам. Што помогнал, јас сум помогнал на 10 луѓе така. Споредбата што беше со луѓето? Зошто и овие забегани политички елити кои ставаме опозицијата тука, за да не ми рипнеш? Зошто не водат сметка за, како што реков, првата моја теза, а ти ја скокнуваш? Заштита на здравјето и зачувување на животите на луѓето. Зошто?
Кој треба да ги повика да седнат на маса во собранието да разговараат? Тој што менаџира. Кој треба да ги повика? Дали што се не повикнати? наџира? Дали се Ама повикани? никако. Повикнати. Нечесно. После последната координативна средба, председателот Ала Џафери ги повика пратениците на разум, цитирам, вели пратениците да си ја заработат платата, бидејќи покрај блокадата со амандмани не може да се обезбеди ниту кворум за седница. Отприлика, прашањето е дали пратениците сега, они велат дека е легитимно, но сепак ми се чини дека од граѓаните се избрани да влезат и да решаваат. Да. Па макар тоа решавање да е гласање против, гласање воздржан, воопшто не гласање. Да. Но дали стратегијата со необезбедување кворум е добра на долг рок, бидејќи видите, овој преседан создава правило. Утре веројатно и СДСМ кога ќе биде опозиција, ќе го прави истото со истото образложение, па вие го правевте. Не, ама тоа се... Значи, доаѓаме Како што го правеше? Да. Ама доаѓаме сега, на тоа вечна се сала. едноставни ти зборуваш за што би било... последицата, немој да ми се наљутиш. Во собранието. Проблемот е поширок. За вакви кризни ситуации седнуваат луѓето, нема позиција, опозиција и го заштитуваат интегритетот психофизички на граѓанинот од првиот до последниот. Дали сме 2 милиона, колку сме, ќе видиме со пописот и така натаму. Јас за тоа зборувам. Јас зборувам за една морална етика политички што ја нема. Политичките елити се забегани кај нас. Тоа се вели патологија на елитите. Тие ним уопште не им е гајле што луѓето, да не речам по улицата, умираат. Да. Они се изборуваат за тендери, они се изборуваат за вакцини кои ги нема и Да. така натаму. Начелно Јас за тоа зборувам. можам да се согласувам, само да ви кажам, една од тезите на господинот Костов која држи како за дебата, како прашање, тоа аргументот на опозицијата дека за некои работи не биле консултирани и дека таа, како што велат, самоволие на власта резултира со оваква стратегија, дека тие немаат друг начин на делување. Едноставно не може да бидат слушнати. Често го спомнуваат законот за попис, тие 40 амандмани кои сите биле одбиени, ниеден не бил прифатен, и велат дека вака делуваат поради тоа, бараат да бидат слушнати. Дали е тоа образложение држи? Сега, како да ви кажам? Тешко ти е, знам, тешко ти е да кажеш. Ако не ми е тешко, ако се адресираме дека тоа што го зборува опозицијата е многу важно, осем што треба да прават некаков раскол, што треба да предизвикуваат некакви бојкоти, што треба да ги вознемируваат граѓаните, тоа е легитимно во политичка смисла. Но ви велам, тие ги менуваат своите изјави и своите вредности и своите политики на дневна основа. Па имате, не знам, изјава на Мицкоски во 11 часот едно, па имате, не знам, на Александар Николовски во 2 часот нешто друго. Значи се работи една, како да кажам, една политичка какофонија во која ни сами не можат да се одредат ни за што се, ни против што се. И во еден таков контекст, кога велам таков политички контекст од криза, ти имаш една разулавена опозиција и една власт која е со мало мнозинство. Еве сега гледаме дека и 62 пратеника немаат во собрание, бидејќи двајца биле заболени од ковид, а имате, повторно се враќаме на почеток, 4 и 5 економски, четвртиот пакет и петиот пакет економски мерки кои што се важни да продрат во граѓаните, во стопанството, во економијата, во обичните луѓе, во администрација, некои да прават некои важни проекти. Значи не може вие во време на корона и во време на пандемија да го запрете животот. Животот мора да тече, плати мора да се дистрибуираат до луѓето, значи мора да се движи некаков живот. Ако цело време вие се обидувате да блокирате на таков начин собрание, закони, ако цело време поттикнувате агресија на луѓето, автоматски вие само правите раскол, создавате ентропии во земјата и тоа на долг рок ќе биде катастрофално за сите нас. Да. И тогаш нема да стои веќе ни политичка партија, него најголеми штети ќе предизвикаат кај оние обични граѓани за кои се бориме да одат, да се движат, да имаат некој квалитет, да имаат некакво здравство. Значи, вие се блокирате и после на крај викате дека ова не важи, па ова не важи, ова не важи. Значи, така политика не се игра. Мора да имаш јасен став, цврста цел и да видиме како ќе оди понатаму. Морам кратко. Вака се. Извртување на тези. Опозицијата на дневна основа ги менувала ставовите. Добро бе, Јовановиќ, дали гледаш, дали слушаш, дали со рациото размислуваш дека синоним
за такво нешто е Зоран Заев, а во последно време и Филипче. На Филипче му броев од 5 декември до вклучително денесниот ден 21 различни изјава за ке има вакцини, ке нема вакцини. Ке има респиратори, ке нема респиратори. Има легла, нема легла. Доволно. Зоран Заев, ке го менувам името, не го менувам името. Се колнам. Сега, еве, ја го имам тука психолошки снимено, не сакам да го читам, ама како може тоа да не го гледа, да ја напаѓа опозицијата која во историјата на македонската демократија е најслабо позиционирана. Еве, значи, моите анализи кажуваат дека во моментот оваа опозиција е најслабо позиционирана во сите можни... Каков тој аргумент? Не, ова првото ми го кажи. Зошто не гледаш власта како ги менува ставовите? Ти сакаш да кажеш дека постои држава која е спремна за оваа криза? Напладне вели можеби, навечер вели не. Па луѓе бре, тоа е Зоран Заев. Јас зборувам, тебе ти се отвараат прашања. Јас зборувам, тебе ти се отвараат прашања. Тоа е Филипче. Како тука нема етика, значи, чекај, според твоиве тези, ти сакаш да кажеш дека постои држава во светот и Северна Македонија дека е спремна за оваа пандемија. Сакаш да кажеш дека постои таква држава која е спремна со оваа пошаст, светска пошаст, која е спремна, па се сеќаваш Израел. Секи да ги броја. Каков Израел? Што е Израел? Израел е светски феномен. Си ги заштити луѓето, кариоки на масиве играат веќе во кафичи. Што правиме со европските земји? Србија чекај сега. Еве Србија ќе ти ја кажам. Србија веќе е до границата стигната за имунитет на стадото. Србија е колективен во локдаун од прошлиот не, тоа да се заштити. Не вади од, не може со мене така. Ама не да наситно. Србите велат на сиц. Не, гледај ја сликата. Србија по сите параметри е многу далеко од Македонија, еве границата каде е. Тоа е единствената држава што ни даде на поклон, хуманитарно се вика тоа, негде 8.000 или не знам колку вакцини. Значи, има држави, има и други држави. Германија добро, ке речеш во локдаун. Да, кога гледат дека само тешки, рестриктивни мерки помагат, а не опуштање. И немој да ми се правдаш дека Македонија, како и сите други. Да ги вадам ли табелите да видиш дека сегде сме на пето место позади, на трето место, а сме први по потрошени пари, ама од последно место, значи последни, потрошени пари за оваа пандемија, значи најмалку сме потрошиле по жител да заштитиме здравје, да спасиме живот. Се обиде оној дипломатот, јогурт дипломатот Димитров, да каже дека ние сме биле најуспешни, го фати е улага, жив е, ова е метафора, остана жив, лажеше човекот, кога му кажа релевантна од Брисел, институција му вели вазве нема на списокот, бидејќи едно немаме информации, едно немаме податоци, дата бејс, они велат. Затоа што сте направиле? Дали сте тестирале како што треба? Знаеш колку тенко стоевме до пред известно време? Колку овие помагалава за криза сте ги употребувале? Дали навремено сте ги... Ништо има податоци. Па каде е тука одговорно? Што е тука опозицијата крива за ово? Знаете кој преку авиони донасаше од Словенија и од Маđарска да помогне? И вие таа опозиција сакате да анатемисате. Вие да ви кажам, ја мојот став за опозиција да го кажам, ама ти го прерипуваш. Значи, не се согласувам, несоодветна стратегија во собранието имат за мене. Несоодветна. Зошто би ти ова не го анализираш? Туку удираше на тема на таа опозиција која ни 1% не менаџира, ни 1% во кризата не е инволвирана. Може да поддржи. Што е врвно, средно и ниско ниво? Спорно да поддржи? Што е спорно да поддржи? Ако веќе не може да... Бланко поддршките на СДС, знај што ни направија? Не обезличија, ни го продадоа, ни го шитнаа името. Ни го наместија Преспанскиот договор, сега гледаме што ни донесе. Бугарија ќари на него. Договараат и покрај срамното вето од Бугарија и понатамо Бочковски му дават да изиграва не знам што.
министерот, ама еве да ти Некако кажам се- што, не ти се свига, јас знам. не да не ви Јас се знам и свиѓа. сега да Значи, раскинеш сега ми раскажуваш вести, ти не на време разговараш. овде. Значи, Ама што не, сакате да размислувам не. со твојот мозок? Не со Ни мојот мозок, случајно. него ми раскажуваш вести сега. Значи Кои вести, бре? вести ми Ајде да раскажуваш. видиме Ти кои не вести. дебатираш Да. со мене. Не. Ти А раскажуваш со кој вести. сум дојден да дебатирам? Значи прво зборуваме Да не закачаме за по нешто сега. Не. Не, Ама Не, нека ама е сега тоа прво 10-20%. зборуваме за здравствената Со тебе криза. сум 80% Да, дојден да му разговарам. дадеме малку Ама- збор на господин Јованов. Да, Сакам да. да кажам, зборуваш еклектично за здравствената криза и после само надоврзуваш. Ти објасни што е тоа Зоран- еклектизам? Па еклектизам ти имаш бунар и собираш унатре како ќе ти дојде периферно, како ти идат мисли и така си почнуваш сега. Од здравствената криза Не е одветно па на објаснувањето. договорот, па. Ајде ќе се разбереме друг пат. Тоа е типична работа Добро. ора. Да. На манипулации, знаеш се. Час тоа е малку друго здравствена манипулација. криза, демагогии, приказки, па името, па ни наметна, па ни го зема и така Не натаму. е демагогија, факти, Тоа се бре. не се факти, тоа се работи кои требаше да се решат во оваа држава. Ти многу добро знаеш. На 30 годишното тврда линија не го даваме името, Со веќе продажба и шиткање не. веќе кариери Не, не не. може да правите, господине Ја не правам Костов. кариера, Значи јас не. сум задоволен човек, Па имам нормално пензија дека одам. си задоволен човек кога беше советник на Ѓорѓе Иванов, кога беше во таа тесна групација околу Груевски, кога беше едно време околу таа власт 10-11 години. Значи, многу е лесно и да ти е широко околу вратот и дебело, од оваа позиција сега да изиграваш морал, да изиграваш чест, али некои луѓе и некоја така наречена, ја не сакам да ја користам терминот власт, туку сакам да ја користам терминот влада, мора оваа пошаст да ја решава и да ја сервисира на граѓаните. Значи, лесно е сега вие да се повикувате на чест. Вие имате, како да кажам, вие, кога велам вие, мислам на таа идеолошка вредност која ја застапувате, така наречена. И сега, јас се прашувам вака, чест и достоинство употребивте на почеток, така? И сега кога ја... И секој пат ќе употребам Е, кога така. треба. И сега, кога јас ќе се вратам малку назад, кога ќе скубнам едно 7, 8, 9 години и кога ќе видам што е тоа за вас, чест, достоинство, образ, нешто се удирате по телевизија, не ти, него овие твоиве Да, мене ми се обрати. колеги. Ќе ти слушам, не се Не, кири се. не. Ама И кога ќе видам што е за вас чест и достоинство и кога ќе ги видиме сите тие криминали што сега испливуваат, ова корона криза се докажа кој све што правел, како правел изминативе 10, 11, 12 години и човек едноставно се прашува дали е овај тој чест и овај тој морал за кој вие цело време се залагавте. Па се појавува становите на Груевски 2, па се појавија уште 2, па денес се појавуваат некакви пиштоли, па не знам, го имате исто така и главниот финансиер кој денеска не е со правосилно осуден, но го имате во притвор, го имате Сашо Мијалков исто така кој што е во притвор. Значи сакам да кажам, работите драматично се менуваат. И работите се менуваат на подобро. Да не заборавиме во последниве 30 години кога можело, еве чисто етички зборувам, кога можело такви профили на такви луѓе да завршат тамо кај што завршија. завршувале. Ама ќе Кажете да те ми. дослушам сакам. Кажете ми, еден пример кај што такви луѓе од таков габарит, од таков профил завршуваат тамо. Значи сепак нешто во оваа земја има добро и кој само малку треба некако да се извлечеме од оваа криза и некако се ќе биде подобро. Значи јас имам таков впечаток, бидејќи ги гледам изјавите на овие кои што денес конституираат власт, кои што конституираат влада и аргументациите кои што ги даваат во јавност се многу некако со поголема смисла за разлика од овие претходните. Тие имаа само една шуплина околу која се скрива, а тоа беше името и тврдиот став, и на крај кога заврши нивниот режим, видовме што се скривало позади цврстиот став и него даваме името. Се наполниле со страшни пари, страшно не оплячка, ги предизвикаа сите проблеми со комшиите, внатре предизвикаа големи расколи, предизвикаа илустрација по примерот на браќата Качински во Полска, ако се сеќавате, значи една шашма предизвикаа во овие 10-12 години и сега велат вие оставивме земјава во трулеж, ја оставивме земјава во тотална слабост и сега вие
Справувајте се со тоа. Па мислам, за се во животот мора да има некаков процес и мора да има некакво време. И во таа смисла, јас ја бранам оваа влада, бидејќи искрено верувам, а немам никаков личен профит, ова го зборувам јавно на телевизор, не лицитирам со ова фалење на владата, за јас утре да ме видиш на некоја функција, значи ова отворено го зборам пред камери, овде луѓе ќе слушаат и ќе гледаат, него само гледам трунка смисла во овие 30 години кај оваа денешна влада. И да ми кажете вие мене дека јас не знам да ги исчитувам, не ми велите вие, него во преносно значење дека мојот хабитус е опозицион. Ама гледам дека има смисла некоја и во евроинтеграции, и во помирување, и во решавање на билатерални договори со соседите, и дигитализација во судство, и се обидуваат да ги зајакнуваат институциите, владење на правда, правна држава. Да, добро, значи, јас сум, може ли сакам да кажам и тука завршувам, немој да ми ја кините и немој да ми ја негирате таа желба кај што гледам мала трунка смисла. Одговорете Чесен само пионерски збор давам, младински, титовски, не те ја негирам. Пред целата јавност. Вака се ја сејате. Значи, ми се гади и ми се повраќа од она што го збориш на почетокот у ова излагање долго. Му рекол Волтер на својот соговорник. Ама вика, ќе те сослушам. И јас те сослушав. Значи, сејат. За волја на вистината и јавноста да знае дека никој пат не сум бил советник на Ѓорѓе Иванов. Никој пат не сум бил лично близок со Никола Груевски. Професионално, како експерт од воздухопловство за несреќи, сум добил задача да решам несреќа, овој пат морам да кажам, што 5 пати некои луѓе, 5 тимови пред мене и мојот тим не ја решиле. Ние ја решивме и отворивме истрагата. Значи, тоа не е никаква близина, тоа е по професионална основа. И дали ми е бе мене се јаде судбина, кога ќе дојдам јас кај тебе, ад хоминем да ме маваат. А знаеш ли што можам све да му изнакажам, кој е он? Го запознав 17-та година во локалните избори во Кавадарци и еве се дружиме, не ми паѓа со моите 64 години, со моето искуство и со моето, еве ќе речам, какво такво ниво на аналитичар, јас да се бавам со него ад хоминем. За мене е интересен он со своите ставови. Штом ќе снема докази, аргументи и факти, одма мава без веза. Значи, треска глупости. Оној па така ми направи оноа па вкакчето, го истрапив, морам сега вака да ти кажам. Не сум никој пат бил советник на Ѓорѓе Иванов. И да не повторувам оно што му го кажав на сејат. Најмалку ако имаш морал и етика, треба да ми се извиниш. А ако не сакаш, и не можеш. Повели се. Во однос, една од тезите кои ги кажа господинот Јовановиќ и една од главните теми на вечерашната емисија, преведувањето на господинот Сашо Мјалков и сега на господинот Орце Камчев. Власта па и директно кажува, не алудира, туку директно кажува дека тоа е најголем доказ за владење на правото и правдата, тоа е најголем доказ за окружување на сите процеси кои почнаа од минатото СЈО, поради која беше предизвикана и она така наречена шарена револуција, поради која падна владата на Груевски, и сега власта на некој начин триумфално вели, еве ви доказ дека во оваа земја има право и правда. Убаво прашање, ама вака. Секој случај е посебен, значи случаевите на Мјалков и на Орце Камчев не се исти, ама да ги ставиме во Поради група. нивната Тоа не е доказ за правда. Поради нивното значење, Значи, сега ќе ви кажам. општествено, улогите кои ги имали се. Зошто оваа власт 4 години чекаше ова да го направи? Зошто на тие луѓе им даваше пасоши да се етаат по странство? Знаете зашто? Ова Јовановиќ нека слуша. Затоа што им требаа 8 пратеника да гласаат за да се смени уставот, да гласаат да се смени името, спротивно од волјата на народот на референдум што кажа. Знаеме што кажа председателот на ДИК, неуспешен референдум. Зато им требаа. И сега, кога оваа власт веќе е во слободен пат, паѓа веќе оваа власт. Значи, тоа е очито. Еден по еден Заев се ослободува. Се ослободи од Катица. Впрочем, го спаси од затвор Катица, а претходно амнестиран ни беше.
се ослободи од еден генерален секретар. И да не ги набројувам. Сега најавува офанзива пролетна ќе се ослободил. Видите, тоа е системот на Сталин. Историјата кажала дека тоа нема резултати да даде. Да се вратам на правото. И јас се прашувам сеате во оваа држава дали македонското право како што се практицира и правда. Значи дали јус е јустум. Ама ја претходно го поставам прашањето кои вредности ги штити нашето право. Како може на истиот овој човек што сега го пикнаа во затвор, што со неточна, со фалсификувана белешка, што ја употребија за Миле Јанакиевски и за Спире и Кире, мислам, одеднаш после толку години дома седење у притвор, куќен притвор, одење по Германија, по Бугарија и така натаму. Знаете зошто? Тој човек веројатно е веќе опасен за власт. Ке видиме времето дали сум ја во право или не сум во право. Инаку, и едниот и другиот што ги спомнавте, колку криминал направиле, нека се процесуираат, нека се докаже, нека се пресуди, нека се осуди, нека си легаат кај што треба. Немам намера да ги бранам, ама ајде вака сега. Малтретираат еден човек 5 години или 6, Миле Јанакиевски, тоа е парадигма за уништување психофизички на човек. Еве ја ќе ви кажам, ја го знам, за него ќе кажам. Миле Јанакиевски не е криминалец. Ова гледам у камера и го кажувам. Еве ја ќе ви кажам, дека гледам криминогени постапки и дејанија кај мисија Рашковски. Како може сега и едниот и другиот, значи Орце и овој у Бајбук, овој премиерот вака објаснуваше, вака, авиончето летна, овој отиде у Мексико. Знаете ли колку афери е Рашковски умешан? Не мора да ми одговорите. Не мора ни ти да ми одговориш. Вака ќе ви кажам. Садасамоскиот Миле Јанакиевски, ама со право, со факти, ќе биде Рашковски. Човече, ако ништо друго, имаш судир на интереси, измислуваш софтвер, без да прашаш никого, така вели полицијата, им го наметнуваш. Одозгора на тога, би рекол нашиот ценет премиер, година дена не се употребува. Луѓе, а нема што да збориме тука. Она рускоска, што колеги суди од гаки сака да треси, треба овој Рашковски наопачки да го истреси и да му ги најде криминогените работи. Не е само тоа. Да го спомнеме Леонардо, пошто сум од постојано, нема да го коментирам. И да ги спомнеме сите други афери во кои тој е замешан, времето ќе покаже, ако Господ и мене ме поживее, ќе видите, не му посакувам ова не е злом намера, ама као правник кој 40 години практицира право, едно половина од тоа 20 години кривично право. Јас ви тврдам кај тој човек, еве ќе бидам фер, индиции има. Значи, има основи, не основано сомнение, тоа е најниското ниво, основи за сомневање. Ја искористил функцијата, значи тоа е и корупција. И тоа е нема друг од другата страна. Се види фирмата е негова и на негов другар. Значи, тоа е, знаеш што, тоа е не е кронизам, тоа е специјален вид на корупција. Да. Сам одлучува, сам нуди, сам купува, а тоа не се употребува. Добро, мораме вака. Добро, мораме да направиме пауза. Дојдовме до Рашковски, од Рашковски ќе продолжиме. Јовановиќ, памтете, мораме кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме во студиото. Останете со нас.